Околу 42 милиони денари тежат проектите со кои општината веќе аплицираше за заем од Светска банка за набавка на 2 возила за собирање на комунален отпад, за изградба на улица во индустријската зона блок 12 во место викано Говедарски пат и за изградба на атмосферска канализација на улиците Браќа Миладинови и Линденска. Се работи за задолжување кај Светска банка со еден многу поволен кредит, со многу поволна каматна стапка, односно со варијабилна каматна стапка од 1,5 до 3%. Грейс период на кредитот е 3 години со рок на исплата од 7 години и можност за 20% грант од Светска банка за овој кредит. Присутните дискутираа околу важноста на проектите, но даваа предлози за ставање други проекти на приоритетната листа, како на пример асфалтирање на улица во индустријска зона кај јавното претпријатие Солидарност, регулација на коритото на Градечка река, од местните заедници бара реализација на проекти кои се од интерес на селата. Според градоначалникот Дончев, кредитната линија е наменета за решавање на проблеми во областа на комуналната инфраструктура, а Министерството за финансии гарантира за враќањето на кредитот. По деблокирање на сметката на општина Виница, Министерството за финансии ни одобри како кредитен рейтинг 600.000 евра. Тоа беше пред година дена, за последните 3 месеци овој кредитен рейтинг на општината се зголеми на 950.000 евра, значи Министерството за финансии гарантира пред Светска банка за враќање на овој кредит од општината. Јас сметам дека ова сума поделена по години дека не е голема сума и нема да има кој знае какви финансиски апликации врз буџетот на општината. Инаку според пресметките на проектантите, највреден е проектот за изградба на улица во индустријската зона, околу 22 милиони денари, атмосферската канализација тежи околу 12 милиони денари и возилата за смет околу 9 милиони денари.